Расте интересот за бркачот на змии. Средството може да се набави во Центарот за јавно здравје во Велес. Истото е произведено токму во лабораторијата на здравствената институција. Од државните институции, приватните компании, но и физички лица, неколку пати досега побарале од репелентот, кој заштитува од влекачи. Веќе 2 години Центарот за јавно здравје го продава овој препарат. Досега се произведени повеќе од 1500 пакувања. Ние и оваа година во соработка со фирма се потрудивме да произведеме одредена количина. Задоволни се луѓето што го користеа претходните 2 години и имаме голем интерес и оваа година да им понудиме од средството. Почнаме со производство, така да доколку има заинтересирани луѓе, пожелно би било да се јават и пред време да можеме да организираме задоволителни количини од производот. Репелентот не е отровен. Неговото дејство трае и до 1 година. Средството е произведено со екстракција на етерични масла од дрва и тревки. Претходно, како што информираат од Центарот за јавно здравје, за бркање на змии, граѓаните користеа сулфур и нафталин. Уште во почетните испитувања, кога се правеше тестирање колкава е моќноста на средството, имаме позитивни резултати, а уште повеќе е тоа што веќе 3-та година оние институции што отпрво зедоа, годинава веќе си зедоа, во главном тоа се школи, градинки, па веќе почна да земаат и рудници и градежни фирми што изведуваат работи на терен, така да сите тие што имаат проблем и што виделе бенефит од производот, се јавија и година. Веќе имаме нарачки, побарувања, испораки и мислам дека е добро да се користи. 36 годишен жител на велешкото село Бузалково е првата жртва на змија годинава. Ова е првиот случај кој надлежните го регистрираа во месец март. Лани во Велешко се регистрирани вкупно 5 случаи од каснување на змија.